Има една филозофија на латински вели ex nihil, nihil est, или преведено од ништо, ништо е. Културно-метничкото друштво Илинден има нешто, имало и заради тоа е она што е и што било овие изминати 70 години. Сакам да кажам многу кратко за местото каде што се создаде Илинден, тоа се вика Гинемале во Битола, и точно тоа Гинемале има многу јака историја на фолклорот, уште пред да биде основан Илинден. Во Гинемале има сред село и кога се формирала населбата Генемало на турски, на наше турцизо Гинемале, таму се одвивале игри слични на овие сега што ги презентира Куд Илинден од Битола. На тие игри, на самото сред село, по поводи разни, посебно главен повод бил после Великден, петтиот ден, ние го викаме селски Великден, селаните што доаѓаат го викаја градски Великден, се играат и игри, и за еден мој предок по име Диме, по кое го носиме и презимето, велеа голем ороводец бил, дури се качваше натапан. Тоа значи дека имало некои корени овој фолклор во Битола и посебно Гинемале. Така да, пред 70 години, една група на професор еден, службеници, солидни луѓе, гинемалци, го формираја културно-метничкото друштво Илинден. Првично, местото каде што се наоѓа местната заедница Даме Груев,
било во 1950 година, било земјоделски посет на отомански бег Чифлик Сајбија. Местото се нарекувало Чифлик. Тука бил изграден првично културен дом, кој што имал една голема просторија, две мали. Тие биле користени како помошни простории на католичката црква, но подоцна од библиотеката биле донесени книги кои што можеле да ги користат луѓето кои се населувале во околината или во Генимале. Што ми е битно и значајно за културно-уметничкото друштво во тој период да кажам, дека фолклорната секција броела 20 члена, од кои 12 биле момчиња, 8 биле девојки, и се играле ора кои што потекнувале од околината на Битола и Битолско. Имале свој репертоар, носија си имале секој своја, од мајка, од баба, од дедо, и оделе на настапи, на отворање на училишта, културни домови во тој период, фабрики се основале и слично. Друштвото патувале пешки и со велосипеди до местата каде што настапувале, а носијата и инструментите ги носеле со арабаџиски коли. Подоцна, во соработка со монополот, го користеле камионот на монополот и така сите се товареле во камионот и оделе до местото каде што требало да настапат. Од 1986 година станав уметнички раководител на детскиот фолклорен ансамбл. Во тој период председателот на друштвото, господинот Антонио Димитровски, се сеќавам, ме викна мене и Коче Стојчевски и рече: дечки, вие треба да работите малце сега, да се унапредите, односно ќе бидете корепетитори, од и на вас останува иднината. Треба да се оформат нови ансамбли, треба нов дух да има во друштвото. Ние тоа го прифативме и од тогаш започнав да го водам детскиот фолклорен ансамбл. Тој детски фолклорен ансамбл покасно прерасна во младински фолклорен ансамбл, а потоа во главен фолклорен ансамбл. Морам да кажам на почетокот дека јас сум најстариот член од први оркестар на Кут Илинден во Битола. Иначе, моментално во Илинден јас сум
свирам на кларинет и го водам оркестарот при Кут Илинден Битола. Од моето долгогодишно искуство можам да извојам 2 турнеи навистина кои ми остаја впечаток голем и чест на Илинден да учествува на една фолклоријада во Русија, во градот Уфа. И како втора турнеја морам да ја споменам турнејата во Франција, во Епинал, градот кај што освоивме Гран При, значи прва награда. Моја желба е, сакам да му порачам на младите, да одат по мојата стапка, да членуваат во Илинден. Со тоа ќе го представуваат Илинден, не само Илинден, и државата, како што ние ја представувавме досега и се надевам дека и одсега ќе ја представуваме. Од доаѓањето мое како на местото уметнички раководител, значи најпрво заедно со мојот пријател, колега, другар Димитар Михајловски, а потоа и сам. Во друштвото започна една нова промена, нова струја, така да ја наречам, каде што се започна со еден нов концепт на одржување на концерти, враќање кон изворот и до опремување на ансамблот со различен вид на народна носија, оркестар. Во моментот поседуваме, имаме чалгиски оркестар, народен оркестар, изворен оркестар. Располагаме со голем фонд на народни носии за сценските адаптации, за кореографиите кои што ги играме, кои што се на репертоарот на друштвото. Тежнееме да си направиме своја програма, автентична програма, која што би ја играле само ние и успеавме во голем дел од тоа.
Нашите сценски адаптации, кореографии се направени од членови наши, членови, што ми е посебно драго. Во поново време имаме и адаптации кои што ги прават нашите млади членови, кои што се едуцираат, кои што посетуваат семинари, се запишуваат на етнокорологија, на етнологија и со тоа го зголемуваме стручниот кадар во друштвото. Може би круна на функционирањето на Куд Илинден од аспект на представувањето во Европа и во светот е учеството на Светската фолклоријада во 2021 година во Уфа, Русија, еден од најзначајните светски фолклорни настани, каде што близу 40 држави од целиот свет зедоа учество, со огромна бројка на учесници, 10-дневен фестивал кој што беше организиран на врвно ниво, а ние имавме можност баш во годината на ковидот, односно тие години кои што беа навистина специфични да се функционира, да бидеме учесници на оваа фолклоријада и да се представиме на светот во најдобро можно светло. Во последните 20 години Куд Илинден направи еден одличен спој на сценски настапи низ целата држава со доајените на македонската музика, Вања Лазарова, Виолета Томовска, исто така со етно групи или world music групи како Љубојна, со кои што направивме еден одличен спој помеѓу традицијата, минатото, сегашноста, но и иднината. А кон ова се надоврзуваат и условно кажано по-новите културни дејци или музичари кои што произлегува од Куд Илинден, врвниот композитор Никол Чемицевски, кларинетистот виртуоз, исто така композитор Благојче Трајковски, речиси цела група Фонтана, Оливер Сивовски еден период од Љубојна бил дел од културно-уметничкото друштво Илинден и сите тие се надоврзуваат гордо на Пепи Вавтировски, на Виолета Томовска, на Јонче Христовски, бидејќи традицијата е значајна, но традиција без продолжеток, односно гледање кој иднината, тоа е невозможно. И сега и во најновиот период повторно имаме дел од ансамблот кои што професионално се надоградуваат и кои што во иднина ќе градат кариера во етнологијата, во етнокореологијата, во фолклорот. Уште еден битен сегмент е поврзаноста на културно-уметничкото друштво со фестивалот Илинденски денови и неминовно и почетоците и растежот на самиот фестивал се како некоја симбиоза која што не може да се испрекине. Од второто издание на фестивалот Куд Илинден го отвара Илинденски денови со комитското или комитска легенда, но и со самиот растеж на фестивалот, кој покрај фестивал на традиционална музика игра прерасна во врвен меѓународен фолклорен фестивал во европски и во светски рамки, така и Куд Илинден во последните 20 години расте и е дел од најзначајните светски европски фестивали.
на крајот како една порака за сите членови на Илинден, не само ними, за сите граѓани, за сите љубители на нештата каде што треба да вложиме во нашата Македонија, за нашиот македонски народ, мора да имаме голема љубов кон нештото што се работи, во случајот фолклорот и Куделинден. Мораме да имаме верба дека ние ќе успееме во тоа што работиме и да се стремиме сите тие што се околу нас да заедно го успееме. Овој успех што го има Илинден, јас сум на чело председател, ама не е само мој, тоа е на сите што се залагаме, што работиме и дај Боже и после мене многу да се работи. И надежда дека ќе имаме посветла иднина. Имајќи посветла иднина за Илинден и фолклорот, тоа ќе значи посветла иднина за нашата Република Македонија и македонскиот народ. Благодарам.